Нема криза за вода за земјоделците оваа година. Во акумулацијата Калиманци во моментов има 48 милиони метри кубни вода, што е речиси половина од капацитетот. Дневно за нивите во Кочанско и Овчеполскиот регион се испорачуваат 1,2 милиони метри кубни вода. Во Брана Калиманци моментално имаме 48 милиона метри кубни вода за ефективно за наводнување. Дневно испорачуваме по 1,2 милиона метри кубни вода, односно по од прилика 13 метри кубни вода во секунда, од кои 6 до 6,5 кубика се за нашата подурница, останатата вода од 6 до 6,5 кубика е за подурница Свети Николе. Колкова е потребата за земјоделието од вода? Според параметрите што ги имаме, коефициентот 2 за оризовите површини, кет за другите култури пченка, луцека, лозов насад. Сметаме дека сме во таа норма, иако во последните 5 дена имаме екстремни температури. Спремни сме и да го издржиме брано до крај сценариите 5 дена и потоа мислиме дека после 10 малце работи ќе легнат. Дали со оглед на овие тропски жештини ќе има евентуални рестрикции или за сега е се во ред? Моментално поголем акцент ни фрлен на поддружница Свети Николе да ги задоволиме потребите за наводнување во Дурфолија Каратманово, кои се на 110 км оддалечени од Брана Калиманци. Тамо се адаптираме, ќе го завршиме наводнувањето, од четврток можеби ќе фрлеме малку повеќе аспект на оризовите површини што се наоѓаат во Кочанскиот и во Штипскиот регион, односно во општина Карбинци. Во каква состојба е системот за водоснабдување и кои се загубите на вода, дали се намалени? Хидросистемот, како што знаеме, е стар 55 години, недоволно одржуван цело време, но сепак хидросистемот Брегалница успешно ќе се заврши работата и оваа година. Загубите на водата се релативна работа, ние типуваме дека се од 3 до 5%. Па штом ние успеваме моментално на 40 степена температура да однесеме вода во Дурфолија Каратманово, најоддалечената точка, значи сметаме дека е во одлична состојба. Апелот до земјоделците како да се однесуваат со водата во овие тропски горештини? Мислам дека малце и земјоделците на повисок стадиум, значи максимално рационално се користи водата за наводнување